Почитуван председател, премиер, почитувани пратеници. Многу паралелни предизвици стојат пред владата на Република Северна Македонија, од економски предизвици, потребата од подобрување на животниот стандард, реформи во правосудството, енергетска сигурност, предизвик како да се задржат младите во државата, справување со кризата и ценовните шокови, растот на семеното и врсничкото насилство и секако како да се деблокира и интегративниот процес. Прашањето е дали сите овие предизвици можат да се решат со кадровска реформа или со посебни потези за функционалност, политичка стабилност и континуитет во спроведувањето на реформите. Денес не зборуваме за политички ветувања, денес треба да зборуваме за мерливост, предвидливост, отчетност и подобрување. Секоја реконструкција има две страни. Во плуралистичкото делување едната страна оди кон подобрување на функционирањето на институциите, а од друга страна се испраќа една политичка порака дека владеачкото мнозинство е подготвено да интервенира онаму каде што немало резултати или било потребно да има подобри резултати. Наративот на владата е дека овој процес се темели на два постулати. Под број 1 промена на приоритетите и под број 2 кадровско освежување. Уште едно клучно прашање. Дали овие кадровски промени се доволни за да се исправи курсот на владиниот брод? Дали се доволни само министерски рокади и нови назначувања? Биографиите даваат поинаква слика и се создава и се отвора некаква недоверба дали овие нови лица, новата енергија, идни нови министри, согласно нивните биографии, ќе се носат со сите обврски идни проекти, решавање на идни проблеми. ВМРО-ДПМНЕ ги зајакнува максимално своите позиции во владата со нови ресори, здравство и социјала, демографија и млади. Тоа се нови целни групи, нови центри на моќ, а веројатно владеачкото мнозинство би рекло да, за да се остварат одредени предизборни ветувања. Оваа реконструкција е првиот сериозен тест за новата структура на ВЛЕН, наведом со некоја подсврста и појасна позиција во поделбата на владиниот колач. Но се уште како сенка стои фактот за нивното кадровско решение претходно, вице-премиерот за добро владење Арабен Фетаи, кој, ај што не го слушнавме овде во парламентот да каже нешто, не знаеме што сработил, не знаеме и дали сработил нешто, но знаеме дека не одеше на работа и земаше плата и врз основа на тој учинок доби и друга позиција. Да очекуваме дека за ВЛЕН ова е поука, тие доби еден клучен ресор во секторот правда, професорот Јетон Шасивари, можем да кажем една од најобемните биографии, исправен пред предизвикот да ја смени сликата за правосудството. Обременето е правосудството со многу тешки процеси и проблеми, оставени во наследство од претходниот министер, закаснета реформска агенда, непотизам, соодветно неквалитетно работење. Така што знам беше принудена на очигледно повлекување со одстапување на Министерството за правда, несомнено поттекој што ги славе и нивните позиции. Добиваат Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство и добро е што досегашниот министер Цветан Трипуновски си оди, но воопшто не е добро што него од утре или од вечерва ќе го води човек кој ништо, ама баш ништо нема сврзано со земјоделието. Па ево овдека во биографијата стои дека е доктор по организациони науки, магистар по меѓународни односи, дипломиран бизнес менеджер, дипломиран дефендолог, дел од претходните титули добиени во Бугарија, дел тука, дипломиран дефендолог, по дефиниција е стручњак, научник, специализиран за областа на одбраната, националната безбедност и мирот. И не знам каква сврзна точка има тоа со земјоделието. Ова е навистина погубно за овој сектор. Единствено позитивно се публикациите кои што стојат во неговата биографија,
во делот за лидерството како вештина, влијанието и улогата на лидерот во тимот, значи тој ќе биде успешен лидер согласно овие публикации, меѓутоа на непознат терен. Одиме понатаму. Иван Стоилковиќ, лидер во ново министерство, Министерството за локална самоуправа, што се случуваше во претходното. Во својот последен прес обзнане дека успешно го подчинил пристапот седи дома, земај плата по Министерството за односи со заедниците, нова систематизација, намален буџет кој што ќе биде надлежен исклучиво на надлежностите, ќе биде насочен кон надлежностите на Министерството. Сега има уште потешка и поодговорна обврска да ги раздолжи општините кои што трупаат долгови од година во година, да го промовира пристапот на дисциплина, ефикасност и реализација на проекти во единиците на локалната самоуправа, не да биде првиот кој што ќе ги сече лентите, ќе фрла лопати, напротив, да биде оној кој што ќе каже да, ветивме и еве реализацијата. Но состојбата во општините и нивната ликвидност е исто така сива зона, многу посива од онаа која што зборуваше на својот последен прес. Бројките согласно и последните извештија, истото кое што го зборувавме и на Комисијата за финансирање и буџет, општините должат 5,2 милиарди денари, општинските јавни предпријатија должат 6,6 милиарди денари, јавните предпријатија 18 милиарди. Од друга страна, пред да почне со министерувањето, би замолила и во иднина со неуместни статуси на Фејсбук да не се користи. Во Министерството за култура седнува Седат Сулемани, дипломирал на Универзитетот во Турција, насока социолошки науки по педагошка теологија. Во меѓувреме бил и менаџер, бил директор, бил администратор и дел од давањето на стручна административна поддршка во Општинскиот инспекторат во Тетово. Исклучително битно е како ќе се справи со моменталната состојба во културата, како при разрешувањето, како беше кажано, заради супер резултатите на претходниот министер, значи тој дека добро работи, така да сега Сулемани ќе има многу лесна работа, и повеќе да се посвети и на делот за туризам, кој што го опфаќа исто така конкретното министерство. Многу храброст, доблест и знаење ќе му биде потребно за да ги менаџира состојбите со културната фела. Таа е критичкиот крик, таа е нашата најубава промоција во Европа и светот и по она што мораме да се гордееме. Пред овие наши амбасадори на Сулемани ќе му требаат вистинските решенија и точните одговори, бидејќи овде од седницата многу ретко го слушнавме и кога имаше прилика да зборува на пратенички прашања. Не знам зошто не е променет министерот за економија, Бесар Дурмиши, кој што повеќе пати сум зборувала, ќе искористам и оваа прилика, не се справи со ценовните шокови, не донесе соодветни навремени мерки, не го користеше законот за нефер трговски практики, не ги даде соодветните резултати кои што требаше да ги даде како соодветен министер. Имам една најдобронамерна критика која што ја кажав и при изборот на владата пред 2 години, дека имаме 3 жени во рамки на владата, очекував дека со оваа нова кадровска понуда можеби тој родов баланс малку да се промени, затоа што сметам дека жени на повисоки позиции се неопходни во општеството, не само затоа што тоа го налага модерното време, меѓутоа и стандардите, и затоа што со повеќе жени на позиции секако дека и до подобри резултати. И на крајот, во јавноста се зборува најразлични надписи на медиумите, кој добива, кој губи од оваа реконструкција, кој е победник, а кој е поразен, кој ќе има најмногу ќар, а кој најмногу ќе изгуби. Тие прашања се ирелевантни, затоа што со оваа реконструкција, која што би требало овие министри да следат постоечката владина програма за 2024 и 2028 година, најмногу треба да добијат граѓаните, најмногу ќар треба да имаат граѓаните и да победат во суштина граѓаните. Благодарам.